Денеска се одбележува денот кога е усвоена азбуката на македонскиот јазик. На денешен ден, односно на 5 мај во 1945 година, со решение на Народната влада на Федералната република Македонија е усвоена азбуката на македонскиот јазик, а по 2 месеца Министерството за просвета го озакони првиот правопис на македонскиот јазик. Развојот на денешната македонска азбука датира уште со појавата на глаголицата и потоа со замената на глаголицата со кирилица и со постепено развивање и усовршување на гласовно-графичкиот систем. Овие се значајни датуми за македонскиот јазик, велат професорите по македонски јазик и литература. На денешен ден, пред 76 години, поточно во 1945 година, е озаконета македонската азбука, а од минатата година 5 мај е земен како ден на македонскиот јазик. Развојот на македонскиот јазик го следим уште од појавата на првите македонски зборови кои ги среќаваме во првите црковнословенски ракописи од 10-тиот и 11-тиот век, позасилено во ракописите од 16-тиот век, за да веќе во 19-тиот век имаме јасна свест за посебноста на македонскиот јазик. Од овде заклучуваме дека македонскиот јазик не се развива токму со појавата, односно увањето на македонскиот јазик и азбуката и правописот, туку тој со векови наназад го следиме неговиот развој. Во почетокот на 20 век, поточно со појавата на книгата за македонските работи од Крсте Петков Мисирков во 1903 година, ќе се изградат темелите на македонскиот литературен јазик, врз чија основа веќе од 1944 година со прогласувањето на македонскиот јазик за јазик на македонскиот народ, официјален јазик на македонскиот народ, и во 1945 година со законувањето на азбуката и на правописот ќе се гради македонскиот литературен јазик. Најбогатиот период во поглед на развојот на стандардната македонска азбука е периодот на преродбата, поточно од средината на 19 век со почетокот на 20-тиот. Во овој период голем број македонски интелектуалци вршеле реформи за поедноставување на македонската и линденска азбука и со тоа стандаризирање на македонскиот правопис.